Zdravo, ja sam Žaklina, trener za ličen rast i razvoj. Вие сте на каналот Ти можеш и добре дојдовте во уште едно ново видео. Денешното видео е резултат на едно прашање кое што го добив во приватна порака на мојата страница Ти можеш и мислев дека не можам накратко да одговорам, па решив да го искористам тоа прашање како тема на моето видео и тоа нека биде мотивација и инспирација да поставувате прашања, па може би и вашите прашања ќе бидат мотивација за некои следни видеа. Прашањето беше дали зборувањето за проблемите со другите луѓе ќе ни помогне, односно ќе не доведи полесно да ги решиме проблемите. Прашањето е комплексно, но според мене, со самото тоа што вие поставувате прашање, дали треба да зборувам, со кого треба да зборувам, може би вашите дилеми што треба да кажам, како другите ќе го сватат тоа, значи дека не сме подготвени да зборуваме за своите проблеми. Затоа што тогаш, кога навистина потребата да се искаже се што не притиска и мачи е толку голема, зборовите сами ќе излезат и ќе излезат во вистинско време, пред вистинскиот човек, и тогаш нема да размислуваме дали ќе бидеме гневни, дали ќе бидеме исплашени, дали ќе плачеме, како тоа ќе го кажеме, што ќе помисли другиот со кој зборуваме за нас и така натаму. Сепак треба да се внимава со зборовите и со зборувањето, затоа што кога ќе одлучиме да зборуваме со некого, тоа значи дека ние веќе сме го почнале процесот на решавање на проблемот. Дека ние сакаме да дојдеме до решението на нашиот проблем или предизвик, како сакате, наречете го. Кога сакаме да дојдеме до решението, ние континуирано не го водиме истиот разговор со исти луѓе, со 15 луѓе, не одиме и по сите истото го повторуваме, се жалиме, така кажано, а не правиме ништо за да си го решиме проблемот. Тоа значи дека ние не сме подготвени да бараме решенија, ние не сме подготвени да бараме акција, туку само сакаме да ја споделиме нашата приказна и да најдеме отишка за себе. Не осудувам никого, и тоа е во ред, и тоа на сите ни се случува, меѓутоа, она што е важно е да се обидеме да излеземе од тоа и на некое посвесно ниво да ја погледнеме нашата состојба и да нашата потрага да биде насочена кон решението. Нашите разговори да бидат фокусирани кон решението, а не кон проблемот. Значи, тогаш кога ќе бидеме подготвени да преземеме акција, еден дел од акцијата е и разговорот со некого. И тогаш кога ќе се чувствуваме дека ние веќе имаме желба, интерес да го решиме својот проблем, сме подготвени да преземеме некаква акција, тогаш тргаме од идејата дека сме подготвени да направиме нешто. Ова се однесува кога зборуваме за разговарање со блиски луѓе, со луѓе од нашето семејство, со нашите пријатели, независно нели со кого и да избереме. Но треба да бидеме внимателни, туѓото време е туѓо време и многу е нормално луѓето да не бидат секогаш расположени да го поминуваат времето слушајќи на нас и нормално дека ќе дојде еден ден во една ситуација кога веќе нема да имаат сили да не слушаат и кога ќе се оддалечат од нас и на крајот на краиштата ние ќе треба пак сами да се носиме со себе и со своите проблеми. Одговорот на нашите прашања, решението на нашите проблеми лежи во нас и само во нас. Кога бараме поддршка и кога разговараме со другите, тоа значи дека сме подготвени да чуеме. Тоа значи дека не да послушаме, туку да чуеме што ни зборуваат, затоа што нивните зборови ќе пробудат некои наши отпори, ќе ни дадат некоја поинаква слика, може би еден нивни збор ќе не допре таму каде што ние одамна не сме биле
или ќе ни откријат нешто што ние одамна сме скриле од себе си. Се разбира, за да го направиме тоа, ние не треба да правиме лажни слики за себе, не треба да ги бираме зборовите како ќе го кажеме тоа, не треба да лажеме. Апсолутно дека мојата препорака е да побараме и стручна помош, тогаш кога на вистина ние ќе почувствуваме дека стручна помош ни е потребна. Се разбира дека може да побарате помош од тренер за личен раст и развој, во која што група спаѓам и јас, но треба да чувствувате дека тренер може да ви помогне. Доколку имате потреба од психолог, од психотерапевт, од психијатар, вие бирате кој може да ви помогне, а сите тие нема да го трошат вашето време, туку ќе најдат начин да ве насочат вие сами да си помогнете на себе и да си ги решите проблемите. Не може да очекуваме од другите, ни од блиските, ни од пријателите, ни од стручните лица да ги решат проблемите за нас, затоа што тоа не може да се случи. Тие ќе ни понудат помош и поддршка, меѓутоа она што ние мора да го направиме е наше. Па ако ние одиме постојано и кај стручни лица и постојано разговараме и тоа трае 2, 3, 5 години, а се уште сме во состојбата каде што се наоѓаме, тоа значи дека ние од некои известни, длабоко закопани причини не сакаме да излеземе од состојбата во која се наоѓаме. Од лично искуство можам да ви кажам дека јас во еден период во животот кој не е толку далеку, се чувствував заглавена, се чувствував дека знам што треба да правам, знам како да го направам тоа и постојано го повторував токму во тие разговори со моите пријатели кои имаа време и трпение да ме слушаат, зашто јас им благодарам од се срце. И после известен период, на вистина, дојдов до заклучокот дека нити можам сама, нити знам што треба да направам, нити можам во тој период да донесам одлуки зад кои цврсто ќе застанам. И тоа е во ред. Сите доаѓаме во такви состојби во својот живот, или барем повеќето, и тогаш бараме помош. И тоа не е срамота, и тоа не е нешто што треба да се крие од другите, тоа не е нешто што не прави слаби, токму напротив, не прави многу силни, затоа што сме го откриле својот проблем и сме решиле да го решиме. Неважно дали начинот ќе биде оној што ни се допаѓа, дали тоа ќе го направиме сами или со туѓа помош. Туѓата помош и поддршка е секогаш добре дојдена, а акцијата и чекорите кои што ќе ги преземеме во секој случај и секогаш ќе останат на нас. За крај, кога зборувате со луѓето, независно дали тоа ви се блиски луѓе, тоа ви се пријатели, тоа се стручни лица, треба да бидете подготвени, да кажете и треба да бидете подготвени да чуете. Инаку, секој разговор би бил залуден. Јас ви посакувам живот со помалку проблеми, со полесни предизвици, да имате сила, лесно да доаѓате до решенијата на вашите проблеми и предизвици. Ви посакувам да се прифатите себе си и своите одговорности кон себе, со љубов кон себе, да ги решавате предизвиците кои ви престојат, и ви благодарам за сета поддршка која ми ја давате, дали на YouTube каналот, дали на страницата Ти можеш, ви благодарам и за интересот за работилницата на 10.10 која токму зборува за љубовта кон себе. Ви посакувам да се сакате себе си најмногу колку што можете и да верувате во себе и како и во секој видео. Немојте да дозволите некој да ве убеди во нешто дека не можете. Доколку вие навистина верувате во себе и доколку навистина сакате нешто, вие можете. До следното видео, останете ми во добро здравје и убаво расположение. Се гледаме наскоро.